Преспанското езеро забрзано исчезнува. Дека го снемува второто по големина природно езеро во Македонија, говорат овие апокалиптични видеоснимки направени од Галичица, на кои јасно се гледа повлекувањето на езерото од крайбрежните делови. Поразителни се предвидувањата на науката дека Преспанско целосно ќе пресуши до крајот на 21. век. Катастрофална загуба на вода на древното Преспанско езеро. Хроника на предскажана смрт е насловот на научниот труд кој е објавен во престижното научно списание Хидрологија, а еден од авторите е професор доктор Дејан Трајковски од Факултетот за технички науки во Битола. Споредено со предходните 12 месеци, нивото на Преспанско е намалено за 41 сантиметар, односно за цели 100 милиони кубни метри, што е двојно повеќе од годишниот просек, кога се губело по 50 до 54 милиони кубни метри вода, вели Трајковски. Искористувањето на езерската и подземните води за наводнување е еден од главните фактори за намалување на водостојот. Последниве години во Преспа се копаат бунари за црпење на подземни води и тоа мора да престане. Ние ги читаме податоците за наводнувањето од разни извори, од македонски, албански, грчки извори. Сите официјални извори оперираат со бројка од 14 до 24 милиони кубни метри вода за наводнување. Меѓутоа, ова загуба од 54 милиони е значително поголема од таа официјална бројка. Особено од грчка страна не знаеме дали на вистина се работи само за 24 милиони кубни метри вода за наводнување. Тоа би требало да се воспостави строг мониторинг, да се види дали има некоја пумпна станица која ние не ја знаеме и која исцрпува многу повеќе. Доколку се намали количеството на врнежи и се зголеми испарувањето, езерото може да исчезне за 60 до 75 години. И сегашната состојба е многу загрижувачка, затоа што од 1963 година езерото изгубило 60% од својот волумен. Направени се проекции дека врнежите ќе се намалат за 20 до 30% до крајот на 21. век. И тоа би имало катастрофални последици за езерото. Тогаш никакви мерки не би помогнали, ни сопирање на истекувањето, ни престанок на наводнувањето. Под дното на Преспанско утврдивме дека има многу подземни и подводни понори и доколку се превземе интервенција во заливот во Албанија, во близината на Долна Горица и Пустец, доколку само половината од тие подводни понори се затворат, би можеле да го спасиме езерото, но под услов да нема понатамошно намалување на врнежите и зголемување на испарувањето, како резултат на глобалното затоплување. Во спротивно, со никаква интервенција не би можеле да го сопреме пресушувањето, но мора да се направат обиди Преспанско да не ја доживее судбината на десетици езера во светот, кои се во фаза на исчезнување. Дециден е професор Трајковски.